Сите кичевски основни училишта се без струја од јуни годинава. Наставата од почетокот на оваа учебна година се одвива при недоволна светлина во втората смена, а часовите траат само половина час. Советот на родители на двете основни училишта Кузман Јосифовски Питу и Санде Полежиновски бара итно решение на проблемот од сите надлежни институции, зашто на прагот е зимската грејна сезона. Бараме од страна на градоначалникот на општина Кичев, кој е и должен да ги сервисира училиштата во неговата општина, да го реши овој проблем со електричната енергија и нашите деца да не се дискриминирани во однос на сите други деца во Република Македонија. Родителите и писмено се обратиле до директорот на училиштето, градоначалникот Фатмир Техари и Министерството за образование. Потенцирам, ние не сме политички, не мешаме политика, него сакаме да му се обезбеди на нашите деца нормално да ја посетуваат наставата. Директорите на училиштата посочуваат дека сметките им се блокирани од 2012 година со извршни решенија од добавувачите на нафта. Само основното училиште Кузман Јосифовски Питу должи 3,7 милиони денари. За овој период од 3 години имаме исплатено половина од долговите. Со оваа динамика на добивање на финансии, веројатно ни требатуше 3 години да ги исчистиме за останатите долгови. Годишните блок дотации од Министерството само за ова училиште изнесуваат 2,2 милиона, поточно 1.300.000 денари помалку од реалните елементарни трошоци. Оваа слика е речиси иста во сите училишта. За ситуацијата во која се наоѓа училиштето известени се сите релевантни институции, почнувајќи од локалната самоуправа, Државниот просветен инспекторат и Министерството за образование и наука, меѓутоа до ден денешен немаме одговор од ниедна институција. Градоначалникот Дехари решението на проблемот го гледа во Министерството за образование и владата. Вели училиштата се блокирани за стари долгови во големи износи. Општината минатата година им ги платила обврските за струја и вода, но сега новите долгови се причина што се исклучени од мрежата. Тој очекува итен одговор на новото барање до Министерството, испратено пред една недела.